Ќе го решиме овој систем. Еве, овој систем од 3 равенки со 3 непознати, 3 линеарни равенки со 3 непознати, со метод на прости итерации, и тоа со апсолутна грешка не поголема од 0,1. Решавањето, мислам дека е едноставно, со метод на прости итерации. Значи, нема да ги најдеме точните решенија, туку приближните решенија. И сега, овде ми е решена задачата заради да не губиме време во пресметувањето, пресметани се вредностите, ама јас ќе ја објаснам вака. Ќе изразиме по една променлива од секоја од равенките. Од првата равенка ја изразуваме променливата x. Значи, од овде x ќе ни биде еднакво, единицата ни е на оваа страна со знак плюс, овие ги префрламе на другата страна, ќе им го промениме знакот, врз, бидејќи 11x ќе биде врз 11. Од овде ни е изразена променливата x. На исти начин, од втората и од третата равенка ќе ги изразиме y и z. Еве, од овде да видиме y на што ќе ни биде. Овде ми се директно можеше и вака 15y е еднакво 3, па овие на другата страна минус x плюс 2z, а само y ќе ни биде 3 минус x плюс 2z врз, бидејќи тука е 15, y ќе поделиме со 15. Еве го 3 минус x плюс 2z врз 15. И третата, од третата равенка, еве, од овде z ќе биде 3 минус x минус 2y, целото тоа 3 минус x минус 2y врз 11, бидејќи имаме 11z. И сега, во овие равенки, заменуваме некои пробни почетни решенија, земеме, може да бидат произволно, кои сакате. Во овој случај се земени решенијата x0, најлесно се почнува кога имаме нули, и заменуваме првото решение да ни биде x0, y0 и z0. Во првата равенка сега го бараме x1. Тоа ќе ни биде, x1 ќе ни биде 1 минус y0 и z0 врз 11. Значи 1 минус 0 минус 2 по 0, 0 врз 11, и кога ќе пресметаме 1 врз 11, го добиваме оваа решение. Исто за другите три. y1 ќе го пресметаме како x0 плюс 2z0 и заменуваме 3 минус 0 плюс 2 по 0, 0 врз 15, се добива 0,2, и z1 пак ќе биде 3 минус x0 минус 2y0, ќе ги заменеме вредностите, сите се нули, тука 3 врз 11 се добива оваа решение. Ги имаме x1, y1, z1. Сега ќе ги бараме x2, x3, y3. x2 ќе ни биде 1 минус y1 минус 2 по z1. И заменуваме. 1 минус y1 ни е, каде беше? 0,2. 0,2. Минус 2 по z1 ни е ова. 0,2727. И кога ќе го пресметаме, значи прво множиме, па 1 минус 0,2 ќе го пресметаме 0,8, минус ова ќе го помножиме, и после целото тоа поделено со 11 се добива овој резултат. На сосема исти начин и следните. y2, пак како ќе ни биде 3 минус x1 плюс 2 по z1. Значи, овде ќе ги заменеме x1 и z1, односно 0,0909
а за Z1 0,2727. И само момент, сега ќе повлечеме, зададени се решенијата. Еве ги, Y2 ги заменуваме 3 минус овие. Еве, 3 минус X1 ни е ова решение, Z1 ни е 0,272 и го добиваме ова 0,2303. Исто и за Z2, кога ќе ги заменеме, ги добиваме овие решенија. Сега, бидејќи се бараше со точност 0,1 децимала, значи треба првата децимала да дојдеме до првата еднаква децимала кај двата броја. Еве, X1 имаме 0,0 и тука 0,0, значи можеме да завршиме до овој број да ни биде решение. Исто овде за Y1, 0,2, значи првата децимала е точна. Ако ви се бара со точност 0,01, значи до 2 децимали треба да бидат исти, еднакви. Ако се бара со точност до 3 децимали, до трите да се поклопуваат, до таму ќе заврши решението. И ова 0,2 и овде имаме Z1 0,2, значи ги добивме со точност до 0,1 децимала. Ако не се добие точните вредности, ќе продолжите X3, Y3, Z3, за да добиете правите децимали да се еднакви. Или реков, ако се бара со точност 0,01, значи двете децимали да се поклопуваат и ги барате X2, X3, Y3, додека да стигнете да имате две точни децимали. Ако е со 0,01, значи трите децимали да се исти и во ова, и во едното, и во следното решение. Толку за метод на прости итерации.